долг период новинарите и медиумските работници во Македонија не беа синдикално здружени, ниту пак имаа синдикална заштита. Единствената причина за тоа е што беа без свој синдикат, што ќе се грижи за заштита на нивните законски права, или пак ќе ги застапува пред државните органи и институции кога ќе се најдат во специфична ситуација. Од пред 4 години, по иницијатива на неколкумина новинари, конечно беше оформен самостојниот синдикат на новинарите и медиумските работници на Македонија, кој за краток период стана гласен и видлив во јавноста. Сепак, основачите сметаат дека е потребна поголема иницијативност и масовност во членувањето, затоа што бројот на членовите е тој што го засилува гласот на синдикатот и на еснафското здружување. Една од можностите за ова ја гледаат и во поинтензивно регионално дејствување, за што се планира и назначување на координатори. За досегашната работа на новинарскиот синдикат во Македонија, во овој осумаголник разговараме со неговиот претседател Тамара Чаусидис. Чаусидис, синдикатот на новинарите постои релативно кратко време. Зошто беше толку време потребно досега новинарите да се сами организираат и да создадат едно здружение кое што ќе ги штити колку толку нивните интереси? Да, тоа е интересно прашање. Идеја за формирање синдикат на новинари и медиумски работници е многу стара. Еве, баш неодамна видов дека 91 година имало таква иницијатива меѓу новинарите во тогашна Нова Македонија. Неколку иницијативи јас лично знам дека биле покренати за формирање, но де факто дури во 2010 година се формираше синдикатот на новинари, тоа е овој синдикат кој што е една од најмладите медиумски организации во Македонија. И за овие 4 години мислам дека многу постигнавме и во однос на видливоста, и во однос на членството, и во однос на членството во меѓународните институции. Ние сме единствена медиумска организација која е полноправна членка на Меѓународната федерација на новинари. И се обидуваме што повеќе да го артикулираме она што де факто постои како потреба во фелата веќе од независноста до денес. Колку е тешко да се направи едно синдикално здружение, имајќи предвид дека вие се вклучите уште од почетоците на формирањето? Па многу е тешко, прво административно е многу тешко, има многу такви сопки кои тешко се надминуваат. За волја на вистината имавме среќа и разбирање од институциите кои не легализираа, ни дадоа статус на правен субјект. Ние сме Гранков синдикат, кај нас членуваат новинари, речиси сите медиуми во Македонија. И меѓутоа е тешко, бидејќи идејата за синдикално организирање, колку да е присутна во фелата, толку е и сведена на некое ниво на само идеја. Значи, многу малку има активисти или луѓе кои се подготвени да жртвуваат од своето време, од комфорот, за да заживее организацијата. Особено што, откако се виде дека синдикатот на вистина има намера да биде синдикат, а не да биде само уште една невладина организација која се бави со донации и проекти, ударот беше силен од оние кои што се загрозени, а тоа се работодавачите. И како што знаете, ја загубив работа, подпредседателот на синдикатот загуби работа и со тоа практично се испрати многу силна порака до сите кои што можеби се мислат да се активираат, дека може слично да ги снајде. Се разбира, тоа е се спротивно и на нашите закони и на меѓународните конвенции. Правото на синдикално организирање, на правото за колективно преговарање е универзално човеково право и е едно од европските вредности кои што една земја, доколку сака да биде дел од европското семејство, мора да ги испочита. Можеме ли да кажеме дека се создаде клима во нашава држава во последните неколку години за создавање на едно синдикално здружение на новинарите, имајќи предвид дека се случија многу работи кои што досега новинарите ги немале како случаи, барем лично на своја кожа почувствувано? Така, да, па навистина од формирањето на синдикатот состојбите драматично се влушуваат. Тоа е, се разбира, тоа се рефлектира и
по рангирањето на земјата, по индексот на слободата на медиумите. Меѓутоа, знаете, ние минатата година се обидовме и тоа онака прилично конзервативно да преброиме колку работни места се затворени во последните 3 години на барање на Меѓународната федерација на новинари и изброевме негде околу 870 работни позиции. А тоа е затворање на медиуми, знаете. И пазарот се стеснува, а работната сила се зголемува и работодавачите тоа го користат. И сега пазарот на трудот се обезвреднува, вашата работа се обезвреднува. Тоа значи платите одат надолу, статусот на вработените оди надолу. Веќе многу малку се вработуваат на неопределено, се вработуваат на определено. Дури на месец дена им се обновуваат договорите. Со тоа практично работодавачот многу лесно може да се ослободи од вас. А вие кога имате економски зависен новинар, вие немате слободен новинар. Вие имате економско робие. И во таа смисла ние говориме дека слободата на медиумите всушност се гуши преку нивниот економско-социјален статус. Затоа што ако вие се соочите со опасност дека ќе бидете отпуштени доколку на уредувачката политика не ја одговара тоа што сте го направиле, напишале или прашале, дури не мора ни да го напишете, тогаш навистина ќе промислите дали тоа да го правите. И всушност еве нашата публикација, Белата книга и анкетата што ја спроведовме меѓу 300 новинари покажува дека повеќе од половина признаваат, а тоа е деликатно да се признаваат дека применуваат автоцензура. 60 и нешто % велат дека биле сведоци или жртви на директна цензура. Се разбира, корелацијата тука е многу присутна. Тие што биле жртви на цензура, потоа применуваат автоцензура, се разбира. И во текстовите што ги објавивме имате колеги кои велат, мене воопшто не мора да ми кажат што смеам да пишувам, веќе се знае кого смеам да прашам, кои експерти се проскрибирани, а кои се тие што треба да бидат прашани. Така што се губи всушност она што е суштината на новинарството. Да биде гласот на јавноста, гласот на малиот човек, на оној кој што е онеправдан. Знаете, новинарите по својата суштина, всушност тоа им е работа. Тие ја имаат моќта, тоа е нивната моќ, во име на оние кои не можат да прашаат, во име на оние кои што не можат да повикаат на одговорност, да го прават тоа. И сега, за жал, нас ни еускратена таа можност. И ние не прашуваме, ние имаме пресконференции без прашања или со нарачани прашања. Се плашиме да поставиме прашања. Можете да замислите колку тек се плашиме да истражиме или да побараме одговор. Неколку случувања со колеги новинари, како што беше случајот со колегата Кежаровски, овозможија синдикатот да излезе од анонимноста, јавноста да слушне многу повеќе за неговите активности, дека постои како синдикат. Меѓутоа, дали тоа е само доволно во такви моменти да се промовира, условно речено, синдикатот меѓу фелата? За жал, синдикатот се промовира се по такви некои протести, артикулирање на незадоволство. За жал, велам, бидејќи тоа не е во основа, не би требало да биде промоцијата на синдикатот. Синдикатот би било убаво да се промовира со колективни договори, со подобрување на работните услови на новинарите, со враќање на неправедно отпуштени новинари. Ние имаме такви случаи, значи го правиме тоа, меѓутоа не го ползуваме многу во јавноста, за да ги заштитиме колегите, за да не ги доведеме во ситуации, за да на крајот на денот не ги затвориме вратите кај работодавачите, бидејќи ние сепак сме упатени на нив. На крајот на денот ние мораме со сопствениците да седнеме и да се договориме. Бидејќи, знаете што, и мене ми е жал ако тие тоа не го разбираат. Во една фирма, во една медиумска куќа, никој не е позаинтересиран таа да биде профитна, успешна, од новинарите кои што работат таму. Бидејќи добра, успешна новинарска куќа е всушност гаранција за добра и успешна плата и добра и успешна кариера. За жал, овој медиумски пазар каков што е, всушност не е пазар, туку е тоа еден клиентелистички однос на
дел од, не можам да генерализирам и не би било коректно, дел од собствениците, тие всушност не се на пазарот. Тие се директно зависни од реклами и така натаму, затоа и тие можат да си дозволат да не бидат читани, да не бидат гледани, а да обстојуваат. Постои ли страв кај новинарите да се зачленат во синдикатот? Каков е досега интересот? Да, ние имаме многу тајни членови. Многу тајни членови. Тоа е страшно и жално, иако не е непознато во Европа, да речеме, прилично комотно се разбира нивната легислатива е така да вие можете да имате членови кои што немаат потреба нивниот работодавач да знае дека се членови. Да речеме во BBC, јас не знаев дека е така. Ми велат колегите, нашиот уредник воопшто не мора да знае кој се е член на синдикатот. Меѓутоа синдикатот е сериозен партнер во диалогот со државата, бидејќи нели BBC е национална куќа, јавен сервис. Постои страв, особено заради лошото искуство што ние го имаме како нели првите луѓе на синдикатот, загубивме работа и таа порака е примена. Значи ако го отпуштите председателот, што ќе направите дури со обичен член? Законот ги штити и синдикалните представници, и синдикалните функционери, но со овакво судство не постои гаранција дека тоа ќе биде испочитувано. Случајот со моето отпуштање беше поднесен пред Меѓународната организација на трудот, која што оцени дека не се испочитувани меѓународните конвенции. Председател на синдикат не би смело. Знаете, не случајно законот ги штити, за да тие можат да ги подигнат прашањата и да ги артикулираат проблемите кои што другите членови не би можеле. Значи, антисиндикалната дискриминација е многу сериозен проблем на една држава која што сака да се нарече демократска. За да може да функционира синдикатот потребни се пари. За сега претпоставувам тешко оди обезбедувањето финансиски средства. Како функционирате, барем до сега? Ние функционираме од чланарина. И можам да ви кажам дека атмосферата во раководството е таква да ние сакаме да функционираме исклучиво од чланарина, а не од проекти и така натаму. Се разбира, тоа не е можно, бидејќи нашата чланарина, која што можеби е највисока во однос на другите медиумски организации, сепак не е голема. Таа е дури мене ми е непријатно да речеме со колегите од големите од западните земји кога говорам за колкав процент чланарина е кај нас во прашање, така што ние чланарината што ја имаме ја насочуваме на институционалното, значи канцеларијата да се плати. Тоа е тука ни тоа на тоа, аплицираме за некакви проекти кои што активностите ни ги покриваат од типот нели истражување на јавното мислење во фелата за состојбите, како што е Белата книга, сега проектот за солидарност за слобода кој што го спроведуваме. Тоа е покриен како проект, значи активностите, логистиката и тоа што се, а чланарината ни служи за пред се канцеларија и правна помош. За време на овој краток период, условно речено, на постојање на синдикатот, постигнувте неколку големи, така би рекол, успеси, меѓу нив е и ослободувањето на колегата Кежаровски, односно овозможување тој да биде дома, кај неговите, во куќен притвор. Имате ли уште неколку такви светли примери во овој период? Како што реков, ние многу не ги ползуваме, да имаме, враќаме луѓе на работа кои што се неправедно отпуштени, ги добиваме судски спорови и потоа нив им се исплаќа и платата во тој период во кој што биле надвор од работното место. Имаме околу 20 на судски случаи, од кои 13 ни се добиени на основно ниво, 3 и 4 ни се добиени извршно, значи луѓето се или вратени или се компензирани, исплатена им е надомест или се во фаза на враќање и така натаму. Имаме значи и успеси, но многу не ги експлоатираме медиумски за да ги заштитиме, бидејќи тие треба да се вратат на работа. Сега не е поентата да ги вратите на работа и да ги изложите на мобинг. Значи тие сепак мора да бидат дел од колективот. Имаме успеси во таа смисловна што немаме не наидуваме на партнер кај институциите.
не наидуваме на диалог со трудовата инспекција, например, која што би требала да биде наш сојузник. Трудовата инспекција по својата суштина треба да ги штити правата на работниците независно, нели, новинарите и медиумските работници се работници, за нив важат законот за работни односи. Селективен однос, исклучително селективно на примена на правото, и мене ми е многу жал што не наидуваме на добар прием и во Министерството за труд и социјала и во Инспекторатот за труд. Има добри, има светли примери, има градови каде што тоа се функционира, меѓутоа во Скопје, каде што веројатно има најголема концентрација на медиуми и новинарски куќи, ситуацијата е лоша. Оно што е интересно е можноста за соработка со слични вакви здруженија од околината, соседството, па и од европските држави, и какви се искуствата, што велат тие таму? Ние имаме извонредна и регионална и меѓународна соработка. Како што реков, членка сме полноправна на Меѓународната федерација на новинари, станува збор за федерација на синдикати и здруженија, таму каде што нема синдикати, во која што обединува околу 600.000 новинари. Значи, тоа е најголемата меѓународна новинарска организација. Ние имавме можност, токму промовирајќи ја белата книга, значи на одите од анкетата, тука дојде председателот на Меѓународната федерација на новинари и подпредседателот. Подпредседателот е колешка од Хрватска, со која што со хрватскиот синдикат, со српскиот синдикат, еве сега се формира Црногорски синдикат на новинари, со сите имаме одлична соработка. Работиме, еве, дури и сега заедно на некоја анализа за несигурните и неформални вработувања во медиумскиот бизнис и ефектите што таков тип на вработување остава врз слободата и квалитетот на новинарскиот производ. Генерално, состојбите во новинарството како бизнис се проблематични генерално. Значи, ние говориме за една ситуација каде што сите имаат проблем. Она што нас не се случува и каде што ние, да речеме, за жал сме лидери, а тоа е што имаме новинар во затвор, односно во притвор, тоа што имаме гушење на слободата на изразување, и тука сме, да речеме, го имаме тоа несрекно прво место во регионот, но состојбите и во другите држави не се сјајни. Хрватска имаше таа среќа, да речеме, да ги има, да биде синдикално организирана веднаш по независноста, така да она ги продолжи бенефитите што ги имаше, а ние почнуваме од почеток. Можеби полошо од нас во однос на синдикално организирање се црногорците кои допрва сега формираа синдикат. Интересно е, се жени лидери на синдикат. Порано новинарите влегуваа во оној синдикат ГИФИХ, сега се работи за една поинакво здружение, самостоен синдикат. Какви се плановите? Здружување со слични синдикати, независни или пак? Вака, ние пред да се формираме, постоеше иницијатива и во рамките на таа иницијатива направивме една анкета меѓу заинтересираните, мислам дека околу 150 новинари се одзваа на таа анкета, и едно од прашањата беше дали да одиме самостојно или да одиме со некои од големите федерации, конфедерации на синдикатите, и со која, доколку смета дека треба да одиме заедно. 70% беа за тоа да одиме самостојно. Така што ние моравме да го послушаме, нели, интересот на членството, иако патот е така многу потежок, бидејќи ние буквално почнуваме од нула, немаме голем чадор организација која што ќе ни обезбеди канцеларија, секретари. Знаете како големите синдикати, нивните лидери се директори практично, имаат и кола и така натаму. Ние сме волонтери, се возиме на ентузијазам, меѓутоа тоа пак ни дава една слобода која што веројатно не би ја имале доколку бевме во некој голем синдикат. Но сега имаме еден друг процес. Бидејќи како во овие 4 години се профилиравме како автентичен синдикат, ние наоѓаме на поддршка
од другите синдикати кои во нас препознаваат автентичен синдикализам, така да сме еден од иницијаторите на повелбата за солидарност на синдикати и здруженија и здруженија за заштита на работничките права. Тоа се здруженијата Ленка, движењето за социјална правда Ленка и левичарското движење Солидарност. Потоа тука се КСОМ, Конфедерација на самостојни синдикални организации на Македонија, УПОЗ, значи голем синдикат кој што е дел на ССНМ, кој е исто потписник на повелбата, Ленка и Солидарност, така да ние сега веќе настапуваме и како едно неформално тело кое што не ги артикулира само проблемите на новинарите, туку на сите работници. На крајот на денот новинарите и медиумските работници се само работници, значи и тие бараат она што секој работник бара, тоа е пристојна плата и пристојни услови за работа. И тука завршува приказната. Тоа е она што на сите ни е неопходно, од што мораме да тргнеме. Ние бевме организатори на првомајски протести, кои што годинава беа навистина многу подобро организирани од претходните и повторно по толку многу години синдикатите се јавија како иницијатори на првомајски протести. Сметавме дека е неприкладно во една држава во која, знаете, тие социјални разлики се такви што еден работник треба да работи 40 години за да доби една месечна плата на најдобро платениот менаџер во Македонија. Знаете ли ви за тоа? 40 години треба да се работи. Тогаш би било, значи, кога се такви социјални разлики во земјава, вие на 1 мај да прославувате со кампањи така натаму или проекти е срамно. Затоа сметавме дека мораме да излеземе на улица и излеговме на улица и ги кажавме трите барања, кои се генерални, значи не се специфично новинарски, тие се генерални, а тоа е да го ослободиме штрајкот, бидејќи законот не оневозможува да спроведеме нормален штрајк, да се врати минималната плата, односно минималната плата на вистина да биде законска обврска која се спроведува. Оти знаете како е? Сега ако еден работодавач не почитува закон за минимална плата, тој нема да биде казнет. Тој ќе биде повика на едукација, ви се молам. Така е сега. Тоа бараме и бараме да се надмине оваа атмосфера на гушење на автентичен синдикат. Деки таму каде што работодавачот, но и институциите ќе забележат дека постои навистина автентичен синдикализам, кој што не е партизиран, кој што навистина е насочен кон работните права. Тие права се да го пасивизираат или да го разбијат и сакаат, тоа во синдикализмот се нарекуваат жолти синдикати. Тоа се синдикати на кои се име добро. Сакам да прашам, кога веќе зборуваме на оваа тема, дали постои опасност формирање на слично вакво здружение, вакво движење синдикално, кое што ќе биде паралелно со самостојниот синдикат? Тоа го видовме, да речеме, во примерот со ЗНМ. Да. Нашите информации говорат дека има таква иницијатива, меѓутоа се уште не е спроведена. Некако, да, постои можност за такво нешто, меѓутоа, знаете како има една тука, да речеме, потешкотија да се спроведе таков тип на проект. Синдикатот мора да ги заштитува работните права и да ги подобрува работните услови. Нека има паралелен синдикат. Тој мора тоа да го прави. Ако го прави, одлично. Значи, апсолутно е сеедно дали се вика ССНМ, дали е Тамара Чаусидис лидер или е некој друг. Битно е работите да се подобрат. Ако тој синдикат не го прави тоа, тој повторно нема да биде автентичен и нас ни останува повторно да го правиме тоа што го правиме. Јас би сакала да има, нека се формира некој паралелен синдикат, но нека ги подобри работите. Јас ќе бидам задоволна и прва ќе им честитам. Задоволни сте од тоа колку сте препознатливи во јавност, другата страна колку ве препознава, колку сериозно гледа на вас како синдикат? Не можам да бидам треба секојаш е можно подобро. Меѓутоа ние во 4 години
знаете, другите медиумски организации постојат 40 години. Мислам дека сме доволно препознатливи и доволно гласни. Всушност, од таму сме и препознатливи, бидејќи сме гласни. Може ли да се подобри нивото на кое што сега се наоѓа новинарството во Македонија, имајќи предвид дека паднавме на многу ниско ниво во светски рамки? Барем подобрување и искачување над 100-то место, бидејќи сега сме многу ниско, реков. Теоретски може. Теоретски може и не треба многу, знаете, треба само да има добра волја. Меѓутоа во пракса јас мислам дека се ќе добиеме таа добра волја нема да ја видиме. Ако некој затоа што на сите им одговара да имаат заробени новинари. Така се многу лесно манипулирани. Ја не верувам, знаете, дури да се промени владата или не знам некои менаџменти и така натаму, сите сакаат да го загушат новинарството. Тоа може да се промени само ако ние самите препознаеме дека на крајот на денот, без оглед што во моментот нас не ни е загрозена ситуацијата, да речеме на поединечно ниво, на крајот на денот сите ќе дојдат на ред. И мораме да ја разбудиме таа професионална солидарност. Да не го гледаме, да не ја гледаме судбината на Кежаровски како поединечен случај. На секој од нас може да ни се случи. Ме сваќате, доколку бидеме професионални. Многу најголемиот непријател на новинарите е таа малодушност. Јас мислам дека постои можност работите да се подобрат, инаку не би го зборувала ова и не би го правела ова. И верувам во тоа, навистина. Зошто од луѓе кои што се очекува да бидат на некој начин авангарда во општеството, да го кажат оно што граѓаните сакаат да го слушнат, да бидат на најниско ниво во поглед на стандардот, примањето, имајќи предвид дека не се многу далеку од оние најниски примања во државата. Новинарството инаку е по некои стандарди високо платена професија, кај нас е ниско платена професија, затоа што така многу полесно се манипулира. Тоа нема тука некоја посебна мистична причина. Едноставно, многу полесно е да манипулирате со лошо информиран народ, со народ кој што му се сервира пропаганда наместо вистина, со народ кој што не може да ја чуе втората страна, и тоа е затоа новинарите се сведени на економско робие и мораат да молчат и да го прават она што од нив се бара, доколку сакаат да ја задржат работата. Ние имаме страшно голем број високо квалифицирани, искусни новинари без работа. Преминуваат во други дејности кои што немаат никаква поврзаност со новинарството. Или преминуваат или остануваат невработени, бидејќи нема работа. Ние сме специфична професија. Не е тоа така лесно да се префрлиш од една професија во друга. И ја мислам дека ние едно време се обидувавме некако да водиме сметка, али десетици новинари, и тоа говорам, новинари со долгогодишно телевизиско искуство, новинари со работа уредници во печатени медиуми, навистина луѓе со кои што во некоја нормална средина би биле први на кои што би им била понудена работа. Тие се ставени на црни листи и не се вработени. И при крај на разговорот, рековте на почетокот, објавивте една бела книга за професионалните и работни права на новинарите, ја преведовте и на англиски. Каков е одгласот од оние каде што ја поделивте, пред се мислам на странските представници овде во Македонија? Да, издруженија. На промоцијата на оваа бела книга беше, како што реков, председателот на Меѓународната федерација на новинари и токму тој ја апострофираше целата поента на ова публикација. Ние сега имаме во бројки и во црно на бело она што се случува. Не е само, знаете, паѓа Македонија на лествицата на слободата на медиумите, сега имаме конкретно опишано од наши колеги како тоа се случува, како тоа се прави и каков е процентот на незадоволството во медиумската заедница. Може да се очекува барем
колку толку некаква помош од нивна страна, односно поддршка, ако не друго. Ние помош и поддршка имаме апсолутно. Да немаме поддршка и помош, ја мислам дека не би ни постоеле. Значи во секое време Меѓународната федерација на новинари ни е отворена како нели матична организација или како некој чадор организација која не обединува. Имаме помош, неброено пати се обраќале представниците на Меѓународната федерација до нашите институции и така. Во таа смисла помош има. Ако мислите на финансиска помош, тоа е веќе сосема друго. Тоа зборуваме за донатори и така натаму. Јас како што реков, мене ми е непознат тој проектен јазик и тие проектни активности. Се разбира, силом прилike што велат, мораме и да бидеме упатени на нив за да можеме да обстанеме, меѓутоа ние сме насочени и она што навистина ни е важно, а тоа е поддршката од јавноста и поддршката од колегите. Ништо не може неа да ја надомести и да ја субституира. Благодарам за разговорот и посакувам успех во работата на синдикатот. Благодарам многу.